Таа е млада и храбра режисерка. Тамара Котевска е наша гостинка денес. Тамара, добре ни дојде во Умен подкаст. Особено сум среќна што си денес со нас и што ќе одвоиш време на страна на твоите патувања, снимања и ангажмани во последниот период, малку да здивнеме и да си помуабетиме. Добре ни дојде. Фала, Сребра, фала на покана. Ќе почнеме со твојот последен проект The Walk или Патување пеш, кој што имаше премиера во Њујорк, и тоа одлична премиера со одлични критики и одзив. Неодамна се вративте и од Копенхаген и уште еден град И од Женева. И од Женева, така, во исти денови беше учеството на фестивали. Кажи ми, дали го очекуваше овој, јас би рекла почетен успех, затоа што филмот допрва ќе живее и ние сме нестрпливи исто така да го видиме. Меѓутоа, со оглед на тоа дека беше еден мегаломански проект од типот на работа, дали очекуваше да добие таков убав прием по фестивалите? Апсолутно очекував. Очекувам уште добар прием, бидејќи проектот е започнат на еден многу интересен и необичен начин, кој што при самото свое започнување предизвикал многу внимание и имал многу успех. Така да документарниот филм е само продолжение на тој проект, кој што продолжува да биде жив и да циркулира и да комуницира со публиката на многу интерактивен начин. Така да од тој аспект дефинитивно очекувам да има уште одзив. И би сакала. Можеш ли вака да ни споделиш, например, кој од реакциите на критиката, на публиката, за среќа ти беше во Њујорк, така? И во Женева? Да. Така. И имаше можност и лично да поразговараш, да слушнеш од другата страна коментари. Кои коментари или реакции, да речеме, ти беа посебно ти оставија печат или си горда на нив на крајот на криштата? Па беше многу различна проекцијата во Њујорк и во Женева. Во Њујорк проекцијата се случи кога само што пукна конфликтот меѓу Израел и Палестина. Така. И поради тоа беше малци изваден од контекст филмот во тој поглед, бидејќи тамошните новинари, пред се ви рекла, многу повеќе се закачија на делот во филмот кој што е за Палестина и конкретно за актерката која што оперира со куклата која што е од Палестина. Бидејќи во тој момент во Америка бранот беше стварно, како што знаеме, нели, од израелската страна. Многу жесток, нешто што ние тука во Европа за жал не сме го осетиле, бидејќи Европа генерално некако има, не е нели баш меѓутоа движењето за Палестина е многу поголемо, изразено како поддршка. Дефинитивно, ваму дури до степен на сериозна цензура беше. И меѓу обичните луѓе, меѓу што би рекле од уличните муабети, од обичните граѓани беа некако про-Израел на таа страна и тоа беше доста разочарувачки, мислам, бидејќи пред се филмот генерално опфаќа темата за бегалци и тоа што е, ние многу размислувавме и со продуцентите како да не биде сватен овој филм само во таа категорија на сириски бегалци конкретно. Да не е локализиран, така. Да не е локализиран, како иако главниот лик е сириско дете бегалче, како да го отвориме филмот на многу едно повисоко ниво. И сметаме дека тоа го успеавме да го постигнеме низ тој процес на 3 години работа на филмот. Така да не би сакала да се доведува пак во една кутија да се става, нели? Во Њујорк имаше премногу позитивни реакции генерално од бегалците кои што беа во публика, кои што беа многу секако. Имаше многу солзи, многу, вистински емоции. Меѓутоа истовремено имаше и многу лоши реакции, многу агресивни реакции, односно, од новинари, пред се од италијански новинари со кои што јас бев директно соочена. И до сега никогаш не сум имала таква ситуација, например, бидејќи Медена земја не завземала страна, не завземала страна како приказна. Сега тука
беше едно сосема друго искуство за мене како автор да знам што е Како кризен момент, како да се соочиш што е точно. филм кој што обработува една политичка така. криза, нели? И после премиерата бев нападната од тој известен италијански новинар. Како јас можам да, значи, да завземам само една страна со тој филм, про бегалци, и настапи буквално со некој локал патриотизам во таа смисла, дали знаете вие што се случува во Рим, вие не сте виделе, они се бањаат во нашите мермерни фонтани историски. И sad тоа само по себе е срамота да се каже, дека тие луѓе немаат каде да се бањаат и да живеат. Меѓутоа, да, многу беше интересно каков бран на емоции предизвика, значи и позитивни и негативни. А се од друга страна, премиерата во Женева, например, беше сосема обратно прифатено тоа, бидејќи Женева е најотворениот град во Европа на тема бегалци. И пред се ме изненади тоа што имаше многу млада публика, значи не се гледа често онака млади луѓе и млади деца. Да, посебно на документарни филмови не сме навикнати овде барем. Да, нема баш. Сега тука имаше своеволно деца што си беа дојдани и го гледаа филмот и имаше многу добри критички прашања на темата и генерално беше сватен филмот како една алатка која што би сакале да ја применат во швајцарското општество многу по-интерактивно од само да биде на фестивал. Значи имаше буквално понуди да го дадеме филмот по школи, по училишта, да едноставно да биде поприсутен во секојдневието на луѓето. Тоа е многу голем успех реално. Да, така. Затоа што така штом некој проценил дека тоа уметничко дело може да влезе во образовен систем, процес, сте постигнале многу голем успех реално. А и ми се чини дека нели работа на, претпоставувам, сон на секој документарец, на секој автор што се бави со документаристика е токму тоа да предизвика лавина на реакции, добри, лоши, размислување, ставови. Апсолутно. Така што веројатно само човек треба да почесто да ги искусува за да се носи со целото. Па генерално мислам дека е табу тема, особено кај нас што се смета дека фестивалскиот успех е успех. Така. Јас не се служувам со тоа и се повеќе гледам како што напредувам во професијава дека значи фестивалите се некаква станица кај што треба да пристигне да се филмот е таму да дојде, значи да се инфилтрира еден филм во општеството е уствари тоа треба да е повисоката цел, дефинитивно, така да обидот да се, бидејќи фестивалската публика е доста ограничена, како што знаеме, и мислам многу е буквално треба да служи само за да се дојде до начин како тој филм ќе се продаде на и како ќе се прошири на едно многу по-интерактивно ниво со тоа конкретно општество. Кога ќе го видиме во Скопје? Последно ми се чини кога беше најавата за Њујорк, беше спомнато во рамки на Македокс да биде премиерата. Да, филмот дефинитивно ќе има својата премиера на Македокс. Датумот ќе го објавиме покасно. Да, секако тој фестивал нели во август, така што ќе почекаме ајде до лето. Да. Тамара, јас сакам да те вратам на твоите, иако ти имаш само 30 години, така? Веќе имаш можам да кажам големо искуство во создавањето филмови. Немаме многу млади луѓе кои што се бават со документаристика. Ти дипломира на факултетот за драмски уметности, така, во Скопје. Зошто документарен филм? Кога свати дека сакаш да се занимаваш со овој жанр? Ова прашање многу често си го поставувам и во почнувањето на секој нов процес на документарен филм одново си го поставувам и си викаш, зошто пак го правам ова? Што ми требаш? Не, никогаш. Всушност обратното. Напротив, секој нов процес ми е нова возбуда од почеток. Желбата за филм ја имав од многу мала и тука, например, има некои многу интересни скопски приказни од луѓе со кои што заедно учевме, уште од основна, со кои што заедно ни се разви таа желба, не знам како, мислам, претпоставувам дека поради
многу добрата драмска секција која што во тоа Тоа школа. сега да те прашам, дали од мала имавте некакви, нели, секции, групирања, правевте нешто, театар, филм? Апсолутно, така. да. Ние бевме една група која што учеше во Лазо Ангеловски во Нова Лисича. И таму имаше прекрасна драмска секција од две жени, Костадинка и Валентина, кои што буквално ги поставија темелите кај многу од нас. Љубовта кон филм и театар. И Убаво, да. буквално би сакала и да ги спомнам тие луѓе со кои што, значи, од основно преку средно заедно поминавме, факултет, сите отидовме во таа насока и до ден денес тие луѓе се сериозно успешни во својот занает. Тие колеги се Трифун Ситниковски, режисерот, Така. Дамјан Цветановски, акторот. Беше интересно каков процес ви се случило. Заедно сте растеле и сте создавале од мали. Да, да. Беше убаво. Па тоа го спомнувам поради битноста на да се постави основа од толку од значи луѓе се да се прашуваат увиди одреден талент и да се работи Да. на тоа, апсолутно. луѓе кај нас на пример често се изненадени па како од толку мало, ма тоа е идејата. Ти треба од толку мал да осознаеш што ти е насоката и некако талентот и да го развиваш со тек на време, наместо да се шири на многу страни и За интереси. математиката биваш? Периодично. Добро, не прашуваме повеќе за другите науки. Пробав на кенгур да одам. Така? Благодарение на големиот успех на Медена земја, ќе се вратиме сега уште малку пред дабок, сепак тоа е филмот кој што тебе и на луѓето кои што работевте на овој документарец ви отвори многу врати, многу можности. И јас многу се радувам што евидентно е дека добар дел од тие шанси веќе ги користите и ги во убава смисла на зборот. Секој од вас на некој начин веќе влегува во нови проекти, меѓународни соработки. И тоа е една особено успешна приказна со која сите ние се гордееме. Филмот си доби 2 номинации за Оскар, се случија Оскарите и тој на некој начин остварување на сечи сон. И ти заедно со двајца уште членови од тимот станавте членови на Академијата, така? Така. Кажи ми, Тамара, какво е чувството кога можеш да гласаш за сите тие категории? Прекрасно е. Мислам, многу е... Имаше ли големи дилеми Многу годинава? голема чест. Многу Така. голема чест е дефинитивно. Да, секако дека има дилеми. Значи, тој ми е од кога почна, од кога станавме членови. Јас, Љуба Стефанов, другиот режисер на Медена земја и Атанас Георгиев, продуцентот и монтажер. Значи, од пред 3 години, тој период, декември, јануари, февруари, тие 3 месеци ќе ги земам, мисля стварно прекрасен период кај што континуирано ги гледам сите филмови и е тежок процес дефинитивно да го ставиш гласот баш таму. Да, имаше годинава, имав доста дилеми. Меѓутоа, сега не можам да кажам. Нема, тоа кај тебе ќе остане. Да. Периодов го подготвуваш и твојот прв долгометражен игран филм. Човек јато, така беше насловот? Човек против јато. Против јато. Може ли малку да ни... Ете, и овде во насловот не бегаш подалеку од природата. Имам чувство дека постојано имаш потреба во сите твои дела да си во природата и приказните да ги комбинираш и да ги вадиш од таму. Може ли малку да ни откриеш за филмот? Неодамна стигна информација дека имате веќе поддршка и од Грција, ми се чини. Веќе има неколку држави кои што ќе бидат копродуценти, што е супер информација. Исто и Евроимаш, ако не грешам. Каков е планот за овој филм? Кога би се снимало, дали веќе и малку околу приказната, ако не е проблем? Да, значи тоа е прв мој игран долгометражен филм. Сценариото почнав да го пишувам уште 2016-та, уште пред Медена земја, па направив пауза, го ставив во фиока. Се случи Медена земја која што продолжи да расте, па после му се навратив на тоа сценарио. Тоа сценарио има добиена награда прво на 30 во Трст на 30 филм фестивал.
Потоа беше аплицирана во агенција за филм неколку пати. И потоа почна да се случуваат тие копродукции, кои што сега се 7. Убра. Во Евроимаш, тоа дефинитивно нели една од најпрестижните институции за филм Признание во Европа. од самиот И почеток е тоа. Многу ми значеше што сценариото беше оценето на 3-то место од 111 проекти. Имаше стварно добра критика. Идејата за снимање е наредна година. Супер. Бидејќи се уште сме во процес, сакаме да го затвориме целиот предпродукцијски проект. Нешто повеќе за приказната, дефинитивно во сршта на приказната останува односот на човекот и природата. Тоа е една тема која што колку повеќе ја откривам, толку уште повеќе ме фасцинира. Така. Една неисцрпна тема тоа за мене, бидејќи всушност тоа е на некој начин и откривање на самиот себе си преку тој однос. Сите тие приказни се многу различни едни од други, генерално. И некако можам да кажам дека бидејќи еве сега на пример работев за тема за бегалци, за миграција, темите се многу поврзани. Значи односот човек, природа и миграција е едно па исто на некој начин и многу си влијаат една на друга тие теми. Така да тука некаде кружам околу тие теми. Конкретно приказната ја опфаќа контраверзната ситуација со градењето на новиот пат на свилата на кинезите низ Балканот и конкретно во едно македонско село и преку една локална приказна на една локална фамилија се представени сите страни на општеството кои што се судираат во тој конфликт. Ова е целосно твое сценарио, така? Или Да, го доработуваш? целосно. Супер. Тамара, во последниве години, еве деценија, можем да кажем, мислам дека македонскиот филм, нашата кинематографија, може да се пофали со се повеќе млади режисерки кои што се посветуваат на оваа уметност. Прво, без разлика дали во документарниот филм, во играниот филм, некои од тие млади режисерки веќе имаат и успеси на фестивали, дури со дебитантски филмови. Сметаш ли дека и на ова полека се надминуваат некакви предрасуди дека па тоа е повеќе машка професија, па дека се охрабруваат девојките да ги водат работите, да речем. Сепак, мислам дека како за мала држава имаме доста режисерки од поновата генерација кои што веќе апсолутно. се профилираат. Апсолутно. И морам да приметам дека скоро секој од нив се занимава со многу важни теми во филмот. Важни и храбри. Да. Па тоа е сериозно сменето. Тоа ако нешто е сменето кај нас во филмската индустрија, тоа е тој момент. Нов женски бран некаков само во тој сегмент. Така. И на пример тука беше интересно, баш сега пред некое време имав едно интервју баш на оваа тема. Значи судејќи по мојата конкретна професија режисер, тоа е сменето кај нас, меѓутоа мислам дека тоа е повеќе поради притисокот од страна кој што некако се случува, па се сменило. Во позадина на филмот, останатите професии кои што се позади камера, не е сменето, че само на површина е сето тоа така. Тие што излегуваат во јавност, тие што имаат интервјуа, тие што стојат нели потпишани на филмот као режија или актери, да кажеме актерска екипа, женски улоги, сметам дека почнуваат да се менуваат за тоа нели како жената е третирана и видена како улога во филм. Поспоро да, дефинитивно. Но позадината на филмот се уште не е женска професија, иако тоа е жално некако. Бидејќи значи има сериозно успешни жени директорки на фотографија, монтажерки и сето тоа што реално би требало да биде малце позастапено во другите сектори според мене. Така. Може би еве од еден пример од друг дека полека и помлади веќе се одлучуваат да речеме за овие професии. Веќе во многу уметности тоа забележувам дека се надминуваат одредени предрасуди, стереотипи. Баш неодамна имаше еден панел се запознав со една девојка која што свири
тапани и таа има веќе училиште за учење за тапани и од 16 деца, 12 се девојчиња, 4 се момчиња. И тоа е баш многу интересен податок за нашава средина. Марија Бараковска, така се викаш. Кажи ми, кои сегменти од филмот те интересираат освен режијата? Вообичаено режисерите се така љубопитни луѓе и ретко кој останува само на нели на таа дејност, на режијата. Дали можеби нешто друго те интересира од типот на монтажа? Се. Или можеби или во суштина режисерот и треба да ги има сите тие алатки, да речеме, колку толку да ги познава. Апсолутно, добро. Да. Мислам дека ретко кој режисер нема интерес во сите други сфери. Некако така и вајда дошле сите тоа на крај. Ти досега немаш монтирано твој филм, не? Имам. Или имаш? Да? Да, многу уживам во монтажа. Уживам и во снимање исто така, меѓутоа не преферирам да го правам тоа сама, иако едноставно уживам во процесот на правење, меѓутоа треба друг пиови да се има во создавањето на еден филм, така да не преферирам да ги правам останатите професии само. Да, и посебно сега кога веќе ги правиш твоите први поголеми филмови, едноставно фокусот ќе те биде на режијата. Кажи ми, дали го имаше она Медена земја на вистина беше огромен успех. И обично велат после прв голем филм и таков доживеан успех, многу е тешко да се надмине тој успех и нели како да се продолжи понатаму. Дали кај тебе се појави некаков можеби страв што ќе правам понатаму? Дали следното ќе биде доволно добро, подобро и слично? Ти се јави ли такво мене лично преиспитување може? Не ми се апсолутно, мене тоа ми се наметнува, не дека не, тоа сериозно ми се наметнува, уште од тоа време продолжува да ми се наметнува, меѓутоа јас сметам дека филмот реално е кога го тераш цел процес на правење на филм е како да растеш дете на некој начин. Са не може да се спореди со живо суштество, меѓутоа тоа е еден долг маратон кај што ти треба да си во секој момент свесен, присутен и да не го испуштиш од раце процесот на растење на таа идеја и стварање на тој филм. И тоа исто неблагодарно како да во една фамилија споредуваш две деца, демек првото испаднало подобро, а второто демек не си успешен родител. Значи буквално еден успех е успех сам по себе и треба да биде третиран како сам по себе. Авторот и филмот не се едно исто. Значи тоа се две различни категории и така мора да остане, бидејќи авторот е човек од крв и месо кој што има и приватен живот, има и разни други варијации на емоции и сето тоа. Тој филм е живо битие само за себе, што се случило во тоа време, во тој момент, бил успешен или не поради многу причини. И треба така и да остане. Значи јас сум многу горда на тоа што е создадено во Медена земја и не очекувам од себе си дека морам задолжително да го повторам тој успех, бидејќи тоа не оди така и секој кој што е малце повеќе навлезен во таа професија што не е лаик, за жал лаиците се најгласни, меѓутоа секој што малце повеќе е навлезен сваќа дека не е тоа баш така. И секој нов филм е успех за себе и е едноставно тема за себе, зависи од времето, зависи од околностите, зависи од состојбата на тој автор кој што го ствара. Така да дефинитивно не мислам дека треба да се судат авторите према своите претходни дела. Тоа е многу не хумано на некој начин, не фер, да речеме, затоа што тоа е креативен процес и дали воопшто треба ние да се вие како уметници, како режисери да се додворувате на публиката, дали ова ќе се допадне. Или тоа е многу тешка тема за некој што создава работи. Професијата е многу комплексна и таквите префрлувања и притисоци и очекувања се малски муавет, искрено, и на тоа се сведува. И генерално ги доживувам како голем дел, да бидам искрена, и завист. Бидејќи не можам да го ставам во поинаква категорија, бидејќи секој кој што се занимава посериозно со филм, знае дека, например, вака да земеме, ако еден автор постигнал еден успех и сега
се сменила светската политика на тема филм. Сега се прават, значи тој автор бил маж, го направил, ева да кажеме, Shawshank Redemption. Сега се сменува светската политика, сега се експонираат женски теми. Значи, тој истиот човек, просто истиот филм никогаш не би поминал како успешен во тоа време сега. Значи, прво не би добил бодови во апликации. Би му се мерала колку од екипата е малцинство, колку е маргинализирана, колку се жени, колку е ова, колку е она, значи многу работи. Значи, тој автор, ако сака да го постигне истиот, значи, или тој автор ќе си остане автентичен сам на себе, да работи на темите кои што го интересираат вистински, во кои што има навлезано да работи, или треба сосема да се смени себе си, за да се продаде себе си, всушност, за да направи успех по критериумите кои што сега се експонирани и во тој момент ја губи публиката, затоа што публиката чита дека он се продава за моменталните, нели, норми на... Сега се сетив на American Fiction, на филмот. На многу. Што баш ја третира меѓу другото и оваа тема. Дали треба по секоја цена да се допаднеме на публиката и што е тоа што е ин во моментов. Тамара, дали имаше поддршка, еве, кога одлучи да речеме да се занимаваш со режија, од твоето семејство, твоите блиски? Дали можеби ти имаше дилема меѓу и други факултети, да речем? Или од многу мала знаеш што сакаш да бидеш? за професијата дефинитивно немав. Буквално чекав да го преспијам средното за да одам на факултет. Дали потекнуваш можеби од семејство кое што имало некаква врска со филмска уметност воопшто и каква беше поддршката што ја доби, да речеме? Дали се обидува да те разубедат за изборот на факултет и професија? Па јас доаѓам од фамилија на електроинженери. Така. Не се обидувале ни да ме разубедат, ни да ме поддржат, зашто не верувале дека е реална одлука, затоа што немам кај нас такво нешто. И им стана реално покасно кога веќе тргна да се запишувам. Си учела во Корчагин, така? И тоа баш природна математичка гимназија. Го најде ли тука филмот како уметност? Како тука си ја насочи својата љубов кон, дали се најде на луѓе кои што истомисленици или луѓе од кои можеш да учиш? Како го одржа жарот од основно, кој што бил силен, со двете наставнички што ни ги спомна, да го пројдеш, да речеме, средното образование? Дефинитивно не најдов инспирација во Корчагин. Значи, ја избрав погрешната математичка гимназија. И ми беше многу тешко, стварно ми беше многу тешко и многу често сакав да се отпишам од таму, да најдам некоја друга уметничка гимназија, повеќе што е поврзана со филм. Меѓутоа, во секоја тешка ситуација има нешто многу добро што ќе излезе од таму. Првата работа беше запознавање на професора Стефан Сидовски, кој што го знаеме како еден символ на авторскиот и на аматерскиот филм, исто така, и поддржувач на страстно занимавање со филм, кој што исто така влијал на многу други филмаџи во земјава. Другата некаква среќна околност или одлука беше, баш се сеќавам, клучна за мене. Во моментот кога бев решена да се отпишам од Корчагин како математичка гимназија, бидејќи сакам да се занимавам со режија, моите ми дадоа еден совет: слободно отпиши се ако така решиш, ама немој да мислиш дека ако станеш режисер се ќе ти тече мазно, тек тогаш ќе имаш проблеми, ако не научиш сега да се сносиш со тешката страна на работите, тек тогаш нема да станеш режисер. Ова е една од пречките што треба да ги надмениш. Да, така да, таа ми беше добар совет, бидејќи гледам дека е вистина и на тој начин уствари сега значи некако ги надминувам тие пречки во работата за да дојам до тој креативен дел кај што пак ја наоѓам смислата и мислам дека таа желба за режија, конкретно занимавање со филм, ме одведе и до тоа да аплицирам на една програма за размена и да поминам една година средно во Америка. И всушност таму ми се оформи конкретната желба за документарци, бидејќи бев претходно немав толку идеја за документарци, немало никаде реално, мислам единствените документарци беа Discovery. Ги гледавме тоа.
Меѓутоа таму, бидејќи едно што, значи во самото средно школа имаше многу добра обука за филмови, за театар и сето тоа. Една година беше? Една година, да. И таму ми се разви желбата и ми се продлавачи знаењето за документарен филм. Значи таму научив за автори како Майкл Мур, кој што сега не ми е веќе на листа на референции, ама така, значи бев многу повеќе во допир со тој свет, но најмногу приватно што ми влијаше за таа одлука беше тој културен шок на различни култури и приказни во само едно средно училиште што може да, значи, со што можеш да се соочиш, кај што тука генерално не може со толкави диверзитети на приказни и се горе-доле и пак држиме некој ист тип на живот. Мислам, таму се работи за екстремни разлики, значи екстремно различни култури, различни сето тоа. И тука ми се отвори таа желба дека всушност би сакала да се занимавам со вистински човечки приказни. Имаш ли твои омилени автори, ети, од последниве неколку години, за среќа и покрај еве и успехот на Медена земја и сите нови проекти во кои што влегуваш, ти многу често патуваш, од оно што можам да забележам, се среќаваш со луѓето на фестивали и тоа е многу убаво затоа што буквално имаш можност да разменуваш искуства со живи автори, актуелни, верувам и да учиш работи, да споделуваш и твои искуства. Како што беше, например, или твоето учество на програмата во Венеција, кое што беше навистина значајно. Млад автор од една мала земја да може да даде свој глас и да прати една силна порака. Значи, многу ми се има сменато перцепцијата за автори од пред да почнам да одам по фестивали, откако почнам да запознам. Откако ги запозна? Па откако почнам да запознавам многу и не толку експонирани автори, оние што ги знаеме на прва во медиуми, нели? Од кога почнав да запознавам луѓе кои што сериозно онака се храбри и иновативни и сето тоа, а не допреле до нашава земја или до пошироко да бидат во медиуми, нели, експонирани. И баш ќе искористам прилика да спомнам некои од тие луѓе кои што стварно ми станале живи идоли. Еден од нив е Ричард Латкани, кој што го запознавме во време на кампањата со Ханиленд. Тој е режисер на Ivory Game, на Sea of Shadows. Сега спрема нов филм во Амазон и тој е, значи, бил до сега не бил номиниран. Меѓутоа, тие и таа година кога бевме заедно, тогаш го презентираше Sea of Shadows. Генерално работи теми со животна средина поврзани. И со, нели, загрозување на животна средина. Значи, 2 пати бил шортлистат, кој што чекорот пред не бил номиниран. И са таа година, еве, ние се погоди да бидеме номинирани, меѓутоа тој човек, кога го слушавме и сите негови приказни, како поминал низ целиот процес, има 50 години, почнал како снимател, па како го развил целиот пат да стигна до таму, и ета не е номиниран, меѓутоа тој нас ни стана идол во тој момент, бидејќи имаше онака 10 пати повеќе искуство на тема документарци. Сега моментално сам во Амазон, таму снима сам со дрон, со камера, го режира филмот сам, значи фасцинантен лик е, например, како автор. Друга режисерка на документарци која што ви ја спомнала е Сара Доса, која што сега последно беше номинирана за Fire of Love, Мора на љубовта. Тоа е филм целосно направен од архиви за најпознатиот пар кој што има истражувано вулкани. И никогаш не е обработена приказнава. И еве за пример ми е дека, значи, National Geographic го финансира филмот, меѓутоа кога на прва тоа ќе го прочитаме, мислиме дека така лесно тоа се случило. Значи, жената аплицирала 5 години поред во National Geographic за на крај конечно да ја прифатат апликацијата за филмот. Досадила веќе. Да, откачат конечно. Сама ги барала архивите на ужасно тежок начин во Франција.
како странски граѓанин, кој што Да. е многу тешко да се дојде до архиви таму. Така да патот на крај изгледа лесен од страна, меѓутоа значи кога ќе видиш еве National Geographic и мислиш па лесно било, тоа ја финансирале, овие нашла архиви, меѓутоа всушност обратно Да, мислам дека освен на квалитетите на еден млад човек што сака да се занимава со филм, со режија, освен нели да има добро око, добар сенс за приказни и слично, треба и онаа карактеристика на упорност и издржливост. Апсолутно, Затоа тоа е што во овој филм треба тоа да биде веројатно многу да се вежба, и не да се вежба, да се работи на тоа. Сепак успеваат најстрајните и луѓето што најмногу веруваат веројатно во тоа што го прават. Па еве би додала уште една авторка на играни филмови, Надин Лабаки. Таа е либанска актерка која што со својот дебютантски филм има победено на Кан, Капернаум, и која што сега беше во Венеција заедно, имавме на истиот панел говор. Значи, филмот е фасцинантен во секоја смисла и тоа е нејзино сериозно скршнување од патот да се занимава со нешто друго. Значи, пак, еве тоа, мислам, пак би земала во како заклучок на сите тие приказни дека во позадина е всушност една голема издржливост и голема упорност. И мислам дека би рекла тајната и најтешкиот дел од тој занает е како ни сите тие години на правење на еден филм и ни сите тие ментални промени и психички промени на тој човек, тој автор кој што е од крв и месо, како да задржи смислата на истиот проект и да не го надрасне. Да, тоа е многу интересно. Што никој не го отвара всушност како тема, меѓутоа тоа е најтешкиот од се. Тоа е многу интересно затоа затоа што пред барање на финанси, пред соочување со не знам какви институции, суштината е тука е тежината, како ти да себе си кога ќе се погледнеш во гледа, кажеш јас уште сакам овој филм да го правам и после 5 години исто ме интересира истата тема и не само тоа, туку еве пример Медена земја го снимавте 3 години. The Walk 1 година или како беше? The Walk е 2 години сниман и 2 монтиран паралелно. Тоа е долг процес реално. Значи еден автор може од почетокот до крајот турбуленции да му се случуваат на ниво на приватен живот и слично, меѓутоа тоа како тоа на едно дело да не се одрази или некојаш можеби и се одразува. Така што да, публиката не ги гледа тие работи, тоа е навистина стои зад завесата што би се рекло. Како да ги направиме документарните филмови поблиску до публиката? Како да бидат поблиску? Еве го спомнавме Македокс е да речеме убав пример за фестивал кој што навистина помага во градењето на публика за документарците, меѓутоа, нели, тоа се одржува 10 дена, 7 дена во еден период од годината. Кој е според тебе начинот или еве како прават и другите земји за да ги доближат документарците до публиката? Зошто веќе ретко гледаме документарци на телевизија? Зошто некако не се достапни на онлайн платформи и слично? Веќе имаме и VOD платформи. Воопшто жанрот да го доближиме до помладата публика. Кои се според тебе некои начини? Тоа е пак ми е некое животно прашање бидејќи со тоа се занимавам. А да не бидат само фестивалите реално, нели? Така го почнавме муабетот, не е фестивалот последната. Како да стигнеме до публиката по едноставно? Па, еве во случајот со Медена земја, дефинитивно фестивалите беа пат за... Меѓутоа не беа, кога ќе размислам, ни фестивалите, бидејќи не многу луѓе тука знаеа, значи ние имаме преку 100 награди Гран При за Медена земја. Да. Тоа, например, никој не го знае, бидејќи не ги експониравме толку во медиуми. Откако дистрибутер го купи филмот, откако Неон го купија, откако се тргна таа кампања за Оскари, тек тогаш стана филмот толку, и нели Санденс наградите се до тоа. Да. Тогаш стана толку популарен, значи пак дојде некако од страна тој маркетинг кој што им се наметна на публиката овдека. Дека мора да го гледаат филмот. Инаку не мислам дека ќе имаше таков одек што и да направевме. Да. Колку да се трудевме на медиуми тука. Или нешто ако успее надвор, тука веќе како некоја виза. Сега како, значи, например, ние немаме, сметам дека немаме некој многу добар однос со телевизија, генерално, веќе, како нација.
Некако тоа е втор план, и да немаме толку квалитетни програми на нашите телевизии. Пак мислам дека треба да се има многу поголем маркетинг и поголеми кампањи во едукативни институции како училишта, дефинитивно, бидејќи тие се луѓето на кои што треба највеќе да им се влија и да бидат во допир со културата на една земја. Апсолутно. Меѓутоа тие најмалци имаат сознанија. Јас знам по себе колку малце сознанија во тоа време. Јас сум сакала тоа да го студирам и работам, меѓутоа не сум знаела како ни да дојдам до информација, Така. а камоли да... А денес веќе ни се многу работи достапни. Само треба малку насочување и нели како да ги привлечеме младите да се заинтересираат за одредена работа, барем од тој аспект веќе и документарците се многу бесплатно ни се достапни во добар дел. Па еве, например, сметам дека треба училиштата да воведат дел од својот едукативен систем да ги носат учениците на фестивали. Тоа да биде задолжително, буквално имаме многу фестивали во земјава, значи не е само Македокс. Да, не е за точно. И веќе тука, ако се случи како една социјален момент, одиме сите на фестивал во кино, ќе се врати таа целата култура на гледање. Овој процес и треба да се работи на него и тоа баш на возраста на децата. Имам уште едно прашање. Што сака Тамара да прави друго кога не снима филм или не е на фестивал? Што ти прави задоволство? Што те радува? Многу работи. Некое хоби, дали може би имаш? Па, многу сакам физички активности во природа, поврзано. Немам конкретно хоби кое што можам континуирано да го буткам, меѓутоа многу сакам се што е поврзано со планинарење, со скијање, со водни спортови. Генерално тоа. Во што од овие спортови си најдобар? Во скијање. Скијање? Турно скијање нагоре. Добро. Се оди Тоа нагоре. се обични карвински или некои посебни? Не. Како иде тоа? Не. Обични ски, ама со други везови кои што одиш нагоре, значи планинарење искомбинирано, треба да се искачиш до горе. И како се спремаш, кажи ни? Со качување на водно. Така? И на други плани. Тамара, баш интересно хоби. Јас и на самиот почеток реков дека имаме гостинка која што е многу храбра. Мислев пред се на темите што ги работиш, меѓутоа и по твојот пристап кон работите што ги сакаш и постојано да откриваш нови работи, ете ми се потврди уште еднаш. Ти благодарам многу што беше со нас. Ти посакувам уште многу инспирација да имаш, да бидеш истрајна како и досега и да не представуваш по цел свет како и досега. Јас сум искрено многу горда што те познавам и ти посакувам секое добро. Фала ти, Сребра.